Почитувани, градоначалници, министри, обвинители, судии, 2 години се впуштиле во соработка со Бојан Јовановски, наречен Боки 13, лице неколкукратно осудувано за финансиски криминал и финансиски малверзации. Боки 13 е финансиски криминалец повратник. Тој човек без подкрепа од власта не можел да изнудува пари за кои што е осомничен. Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Фросина Ременски, Костадин Костадинов на еден или на друг начин се поврзани со милионскиот рекет. Половина влада и СДСМ се членови на Меѓународниот сојуз на Јовановски, преку кој што се вршени злоупотребите и е собиран рекетот. Јавното обвинителство, покрај проширувањето на истрагата кон Јанева, што според изјавите на Русковска била алатката со чија помош е вршен рекетот, мора да ја прошири истрагата и да ја испита поврзаноста на Заев, на Шекеринска, на Ременски, Костадинов и на другите со милионскиот рекет. Почитувани, за неверување е дека премиер не знаел со кого министрите и градоначалниците, па дури и самиот тој подпишувале меморандуми за соработка. Боки 13 е неколкукратно осудуван за финансиски измами. Осуден е за измама од 50.000 евра во 2010 година. Предходно за 2.500 евра земени со измама во Радовиш. Па осуден за невратени 7.000 евра на господја од Скопје. Осуден од хотел во Белград за неплатен луксузен престој, внимавајте, на име на хуманитарна организација. Осуден за носење скоро 10.000 евра во готово преку граница. Неговите делувања и доживувања се општо познати, не се тајна. Заев и сиот општествено државен врв околу него морале да знаат со кого склучуваат меморандуми, со кого соработуваат. Граѓаните не се ниту наивни, ниту глупи да поверуваат дека Заев и тие околу него ништо не знаеле и дека биле измамени. Уште помалку, Катица Јанева можела да биде измамена и злоупотребена. Под своја команда го имат сето СЈО, обвинители, истражители, правосудна полиција, во состав од вработени од ББ, УБК, УЈП, Централен регистар, Финансиска полиција, Царина и Управа за финансиско разузнавање. Заев, Шекеринска, Ременски, Костадинов и Јанева, па и самата Русковска знаеле дека Јовановски е криминалец. Па од тука се поставува прашањето зошто ако немале ист интерес, тие постојано се околу него. Почитувани, рекет на површина го вади сврзното ткиво на октоподот, криминогениот карактер на членовите на општествената власт. Рекет го покажува сиот сјај на државната мафија. Рекет е слика на недемократското владење, за блескањето на Зоран Заев, за судството во пупка, за обвинителството, за политички прогон и прогон на неистомисленици. Рекет покажува дека граѓаните не веруваат во системот, дека немаат институција која што може да ги заштити. Ево тоа блеска општеството на Заев. Блескаат само кики, фрики, коки, зоки, поки. Блескаат ликови од криминалното подземје. Криминалниот октопод мора да биде разобличен. Тоа со Заев на власт не е можно. Потребни се итни предвремени парламентарни избори и финансиски независно и правно, политички непристрасно јавно обвинителство. Ви благодарам на вниманието.